Дали знаеш? Дали да прашаш? Дали да зборуваш? Да, добро е да прашаш ако не знаеш. Нема срамни прашања, има само штетни и неточни одговори. Да, треба гласно да зборуваш. Ова е Глас Плюс за подигнување на јавната свест за репродуктивното здравје и здравата бременост кај жителките на населбата Баир. Зошто? Затоа што социоекономските услови во кои живеат ваквите ромски семејства директно влијаат врз нивното здравје и благосостојба. А сите се раѓаме еднакви. Родена сум во еден љубав есенски ден, 17 октомври. Да си родена во знак од вага било многу поволно. Звездите велат дека вагите се одлични девојки и сопруги. Тие се социјални пеперутки кои ја ценат љубовта. Емоционално интелигентни се и знаат да комуницираат и да ги решат конфликтите. Затоа си одлучни сопруги. Дали е навистина така? Дали звездите погодија, ќе видиме подоцна. Му бев посебна миленичка на татко ми. Тој работеше во дневниот вестник Нова Македонија и секоја вечер носеше списанија книги, а јас љубопитно ги прелистував за подоцна да ги читам. Денес работам во Битолската библиотека. Дали има поубав сон од тоа да сум тука со илјадници книги и да ги мотивираме децата тие да читаат и да имаат сон. А соновите се остваруваат ако вложуваме во нас. Соништата се едно. Реалноста со која се соочуваме е друга. Иако бев мала, можев да видам и различни животни женски приказни. По големиот дел не беа пријатни да се видат, да се слушнат и да се посакуваат да се остваруваат. Ово е едно обемно истражување кое е направено во декадата на ромите во нашата земја. Разговорите со ромските жени откриваат дека мнозинството велат отидат на повремени гинеколошки прегледи само во текот на бременоста. Многу е мал бројот на оние кои направиле пап тест. Испитаничките како причина го истакнуваат стравот од одење на гинеколог. Чести мои пациентки се пациентките од ромската популација и она што можем да забележам кај оваа популација дека најчесто имаме завременување во помлада возраст, така да се однес кога зборуваме за помлади пациентки се однесува на возраст од 14 до 16 години, кај кои можем да кажем дека постои една репродуктивна зрелост, меѓутоа главните проблеми настануваат после раѓање кога гледаме од социопсихолошки аспект. Со текот на годините некои од другарките се омажија порано. Се страмеа да одат на гинеколог, што ако некој ме види, што ќе кажа за мене, дека веќе не сум невина, може сум бремена. Истото го мислеа и нивните родители. Тие не знаеа дека кога одиш на гинеколог, постојат посебни прегледи и те прашуваат веднаш дали си невина или не си, и тогаш постапката во тој случај друг и ти така не можеш да загубиш невиноста. Испитаничките на возраст од 15 години и погоре дале неколку причини за неизбор на гинеколог. Немам потреба од гинеколог беше дадено како одговор од над половина од анкетираните жени. Меѓутоа, оваа бројка не е директно поврзана со возраста на испитаничките. Мал дел од жените на возраст од 15 до 24 години велат дека се уште не им треба гинеколог, затоа што се млади. Уште еден мал дел од постарите испитанички, над 40 години, одговориле слично, дека се веќе возрастни, премногу стари, за да им треба гинеколог. Меѓутоа, 40% од жените на возраст од 16 до 39 години исто така често ја наведуваат оваа причина. Немам потреба од гинеколог. Има братучета која не беше омажена и се срамеше да оди на гинеколошки преглед токму поради овие причини. Информираните личности можеме да очекуваме да бидат и здрави личности. Младите луѓе мора да ги информираме кои промени се јавуваат во пубертетот и да не се срамат да разговараат на тие теми, да не се срамат да се погледнат во огледало. Се разбира дека ниту родителите, ниту училиштето не можат да ги подготват младите за се што ги чека во животот, но можат барем навремено да ги информираат за она што веќе се знае. Пред да добијам месечен циклус, се сеќавам еден ден, мајка ми и поголемата сестра ми објаснија што е тоа месечен циклус, да не се уплашам кога ќе дојде.
дека е тоа радосен чин, дека созревам. Мајка ми рече дека ќе треба исто така да се грижам за хигиената и таа ми објасни на кој начин. Дали и колку препознатливите и карактеристични вредности на ромската заедница во македонското општество се пречка или предност во животот на една девојка или жена ромка? Дали е потребно традиционалните вредности согледани низ призмата на жената како домакинка и повеќе детна мајка да се модифицираат за да жената ромка оди напред, истовремено не бришејќи го културниот идентитет на заедницата од која потекнува и чиј репрезент е всушност таа како индивидуа? Како маж се обраќам до мажите роми, татковците, сопрузите и браќата. Грижата за здравјето на жената ромка е грижа за здравјето на семејството. Апелирам да ги поддржите и поттикнете вашите ќерки и сопруги навремено и редовно да ги вршат гинеколошките и останатите лекарски прегледи. Лекарите најдобронамерно советуваат првиот гинеколошки преглед да се изврши со почетокот на пубертетот. Медиаторите мислат дека матичните лекари не се проблем. Проблемот лежи кај гинеколозите и нивната несоработка и одбивањето да примат ромски жени. Најболно е тоа што тешко успеваат да регистрираат матичен гинеколог од женскиот пол. Културата и традицијата на муслиманските жени не му дозволува да регистрираат матичен гинеколог од машкиот пол, па затоа сакаат прегледите да им ги извршува жена. Но за жал, често се случува да бидат одбиени со тоа што им укажуваат бројот е пополнет и немаме место за нови пациенти. Во анализите читаме за причини за неодење на доктор. Не можев да си дозволам, немам пари да платам, нема време поради работа, грижа за децата или поради друг член во домаќинството. Сакав да почекам и да видам дали проблемот ќе се реши само од себе. Термините беа зафатени. Не можев да закажам, ги немам потребните документи. Имам страф од лекари, имам страф од болници и лекување. Живеам далеку, ми беше предалеку, немав можност да одам таму. Се обидов да посетам лекар, но никој не ме прими. Не познавам добар лекар или специјалист кој би ми помогнал. Ромите се народ што тешко ги менува своите културни вредности, иако тие не соодветствуваат со современото живење. Тука алудираме на малолетничките бракови, чија тенденција продолжува и во 21. век. Нивниот број можеби не е како во минатото, но статистиките покажуваат дека најголем број од склучените малолетнички бракови во земјата се со ромки. Поточно во просек од 14.000 брака што се склучуваат годишно во државата, 13% се малолетнички, во кој најголем дел со малолетни девојки од ромската заедница. Како причина за оваа појава се истакнува финансиската состојба во која живеат ромските семејства, која е главен фактор за младата ромка да го напушти своето семејство и млада да стапи во малолетнички брак. Следствено, ваквите малолетнички бракови ги скратуваат образованието на девојчињата и оневозможуваат нивен понатамошен кариерен развој и идна економска независност. Родителите очекуваат да нивната ќерка не ги посрамоти, што значи забременувањето да биде дозволено и од нив и плашејќи се да не дојде до несакани последици во смисол на обесчестување на нивната ќерка парано, тие и самите некога се приморани да ги натерат да склопат во брак на многу парана возраст. Со текот на годините некои од другарките се омажија порано, некои за жал на 15 години, а некои после завршувањето на средното образование. Секој од нив си има своји животни приказни, некои се убави, некои не се. Тие што се омажија порано не имаат сите убави приказни за слушање, тие не знаеа многу работи. За да имаме една еманципирана жена ромка, мора да се работи на намалување на малолетничките бракови. Инвестирањето во иднината на девојките и одложување на возраста за стапување во брак, според сите истражувања, целосно ќе има повеќе кратен корисен ефект за целата заедница. Дополнително, и едукацијата на младите за своето сексуално здравје може да го намали бројот на склучените бракови меѓу малолетниците во нашата заедница. Еманципацијата на ромката да започне со комплетно образование и инволвираност во општествените кругови. Имаме и одлични примери, како што е нашата Фатма. Јас се омажив на 32 години, спремна да си формирам семејство.
Бев сигурна во изборот на свој животен партнер. Бевме независни двајцата со своји ставови, со наши погледи за животот. Имавме визија што сакаме и како да го постигнеме тоа. Радоста заедно ја споделувавме на гинеколошките прегледи, а најважното чувство беше кога го слушнавме срцето на бебето и сликата која што ја добивме. Тие се незаборавни моменти за секого, секој од нас посебно си уживаше на својот начин. За да може да се оствари правото на здравје, здравствените услуги мора да бидат пристапни, достапни и квалитетни за сите. Истото важи и за сексуалното и репродуктивното здравје, а во сите спаѓаат и социјално ранливите и маргинализираните граѓанки. Но во практиката постои недостиг на матични гинеколози низ државата и несоодветна географска распределеност на вработените матични гинеколози. Бесплатните превентивни прегледи за бремените жени се многу малку искористени, а здравјето на ромките се влошува и поради незаконската наплата на услуги кај матичните гинеколози кои инаку се бесплатни. Постојат протоколи, значи упатства за водење на бременност и кои важат за сите нормални бременности. Согласно тие упатства и протоколи, една жена која е за прв пат бремена или првородка, како ние знаеме да кажеме, треба да има околу 10, а секоја повеќе родка да има околу 7 контроли кај нејзиниот гинеколог. Преда Плюс фондацијата направи истражување во 2020 година во населбата Бајр во Битола. 72% од жените ромки имаат избрано свој матичен гинеколог и тој процент е сличен како жените на национално ниво, но сепак мнозинството жени ромки не посетува редовно гинеколог за превентивни прегледи. Се чини дека социоекономскиот статус се уште е голема пречка во пристапот до здравствените услуги, вклучувајќи го и лекувањето кај ромите. Административните бариери за издавање лични документи, вклучувајќи здравствено осигурување, се дополнителен предизвик за ромите и нивниот пристап до здравствените услуги. И Сумнал има податоци од нивното истражување кое дава лоша слика. Сиромаштијата спречува пристап до соодветно домување, исхрана, образование, превоз и учество во општествениот живот, што доведува до социјална исклученост и се разбира по лошо здравје. Исто така, голем број роми не знаат дека постои здравствен медијатор, која е неговата улога, какви услуги нуди и каде е неговата канцеларија. Дали знаеш? Дали да прашаш? Дали да зборуваш? Да. Добро е да прашаш ако не знаеш. Не постојат срамни прашања. Има само штетни и неточни одговори. И да, треба гласно да зборуваш. Ова е Глас Плюс за подигнување на јавната свест за репродуктивното здравје и здравата бременост кај жителките на населбата Бајр. Зошто? Затоа што социоекономските услови во кои живеат ваквите ромски семејства директно влијаат врз нивното здравје и благосостојба. А сите се раѓаме еднакви. Потребни ни се повеќе предавања на ова област, како би стигнале до ситуации кои, имајќи позитивни примери, можеме, буквално да кажеме дека тие позитивни примери треба да бидат водечки, кои ќе им држат предавања за да стигнеме до состојба да ги еманципираме, да дојдеме до реална возраст, каде што забременувањето по трет пат ќе се случи барем после неколку години од првото забременување, кога ќе бидат зрели како родители и кога ќе имат и некоја економска самостојност. Ме радува што повеќе од девојките се запишуваат на медицинските струки. Тоа ќе помогне околу зголемувањето на совеста, но се надевам и директно ќе имаат можност да работат и помагаат на заедницата. Домот не го прават богатството или пространството. Убавината или удобноста зависи од двајцата родители. Ние, мајките, сме суперхерои и треба да знаеме како да си го организираме времето. Така секаде можеме да бидеме успешни. Можеме да работиме, да ги чуваме и воспитуваме нашите деца и да бидеме одлични сопруги домаќинки. И да знаете, никогаш не сте сами, побарајте помош.